Поштовани гледачи, добра вечер. Гостим во студиото на телевизија Сонце, Андреја Стојковски. Ќе зборуваме на повеќе теми. Андреја Стојковски не доаѓа од Македонскиот центар за европско образование, ја следи европската политика, ги следи случувањата во Македонија, но исто така ги следи и светските глобални политички текови. Ќе позборуваме на темата избори во Соединетите Американски држави, избори во Македонија, односот на Европската унија кон Македонија и утрешното доаѓање на Јоханес Хан. Добра вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Веднаш ќе започнам со она што е малку подалеку од нас, па потоа ќе дојдеме во нашите теми. Соединетите Американски држави се наоѓаат во една предизборна кампања. Последниот дуел или последната дебата помеѓу Клинтон и Трамп донесе доста балкански моменти во нивните обраќања. Како тоа го оценувате? Добро, прво да се разбереме во интерес на гледачите и во мој личен интерес. Не сакам да зборувам, не сум експерт за американските избори. Она што би можел да го коментираме како човек кој што следел демократски текови и како наблюдувач на случувањата. Не можам да кажам дали некој стои подобро или полошо. Меѓутоа, ова е интересна година, интересен изборен процес, затоа што имаме човек кој што доаѓа од реалити ТВ, реално шоу и својот начин на однесување од таквата телевизија ги пренесува на оваа телевизија. И веројатно е лесно или прифатливо или разбирливо ако кажеме дека политиката е шоу бизнис, а во Америка политиката е многу повеќе шоу бизнис. Меѓутоа, за овие избори тоа е неверојатно точно. Бидејќи да, станува збор за потреба од популарност, станува збор за фокус или внимание на јавноста, станува збор за нешто што ние многу малку сме го гледале овдека. Public scrutiny или контрола која што јавноста ја врши врз кандидатите. Тоа е тоа што во моментов се случува во САД, во претседателските избори, и тоа беше веројатно причинител за таквата дебата оваа недела, односно минатиот викенд помеѓу двајцата кандидати. Таму најверојатно ќе се средат работите како ќе се ближи ноември и денот за изборите, најверојатно ќе се насочат кандидатите кон малку посериозни теми или повторно очекуваме да биде нивото ниско на дебатирање, бидејќи се чини некако оди во надолна линија. Јас не би рекол дека нивото беше ниско, барем не од двајцата кандидати, бидејќи реално начинот на кој што ја водат кампањата таму се обидуваат да направат разлика и се обидуваат да наметнат некаква перцепција. Точно и кај нас се случува тоа, меѓутоа кај нас се уште не сме стигнале до таквото ниво на водење на кампања или до таквото ниво на дебата. А ако внимателно ги следевме и првата и втората дебата, веројатно ќе видевме дека имаше кандидат кој што зборуваше многу повеќе за прашањата и за политиките, одошто за личните квалитети, иако не пропушти да ги спомене и личните квалитети, бидејќи на крајот на криштата битно е кога имате избор за некој кој што ја представува државата, многу е битно каков тип на човек имате. Ние сме, мислам, многу среќни со нашите избори, или барем со некои од нашите избори, и токму поради овој момент на нашата среќа или несреќа со некои од нашите избори, мислам дека е битно да се прави разлика за карактерните особини, за начинот на кој што одредени кандидати функционираат, или пак за квалитетите и подготвеноста која што ја покажуваат за вршење на функцијата. Тоа е веројатно особено важно. Намерно го поставив ова прашање како една компарација на начинот на кој што се водат таму кампањите кај нас, односно докаде е демократското ниво на свест кренато и како се води
американската политика, кога стануваме збор за политика и колку председателот е важен, но не толку за целокупната американска политика. Видете, имаше еден момент кој што мене ме воодушевува од оваа трка. Тоа не е сега во оваа кампања, туку и во претходните кампањи се случувало исто. Колку е развиена свеста кај аналитичарите, кај оние кои што ги следат изборите, ги следат сите истражувања на јавното мислење како се движат. Добар дел од изборите во Соединетите држави сега веќе се решени. Не можам да кажам во корист на еден или во корист на друг, меѓутоа добар дел се решени затоа што според некои истражувања на јавното мислење и според истражувања на претходните изборни циклуси, например во државата Северна Каролина на минатите избори 60% од луѓето кои што гласале биле оние кои што гласале како одсутни или оние кои што гласале пред денот на изборите. 60%, а тој период е сега во овој момент, односно овие минатата недела или две и оваа недела. Така што мора да ги имате предвид демографските карактеристики. Мора да ги имате предвид овој момент на рано гласање, на гласање по електронска или по редовна пошта. За да знаете како се движат работите и до каде може да се стигне. Во овој момент за некои од сојузните држави веќе може да се каже дека е работата завршена во корист на едниот или во корист на другиот. Ајде да се вратиме ние овдека на наше тло, на македонска почва. Изборите треба да се одржат на 11 декември. Политичките партии веќе се навлезени во кампања, односно тие се перманентно во кампања веќе година дена. Таков впечаток барем се добива. Ме интересира каков е впечатокот ваш во однос на тоа како стојат политичките елити во моментот во Македонија и колку граѓаните објективно веруваат на политичките елити, особено по последните некои истражувања кои што беа дадени, дали од Институтот Павел Шатев или од други организации, каде што дури имате еден голем процент на околу 40-50% неопределени, можеби и 60 во некои анкети. Добро, јас не би правил оценување на анкетите и на анкетарите, односно оние кои што ги прават истражувањата на јавното мислење, иако еден од сајтовите кои што ги следам се занимава, го следи целиот изборен процес во Соединетите држави во моментов. Пред да почне официјално кампањата, пред да бидат познати кои се кандидатите, дека течеше периодот на праймерис, на претходни избори во рамките на политичките партии, направи една оценка на сите оние институти, фирми, pollsters, кои што работат на тоа да го следат јавното мислење или да го истражуваат јавното мислење, намерите за како ќе гласаат граѓаните и така натаму. Овде кај нас тоа не се прави и тоа е веројатно големата штета од недостатокот на такво оценување. Нема да се дозволиме да влеземе, например, во прифаќање така лесно на некои резултати од некои истражувачи на јавно мислење. Она што е за мене меѓутоа важно се два резултати од последната анкета на Републиканскиот институт, на Меѓународниот републикански институт. Едниот податок вели 62% или 64% од граѓаните ја поддржуваат работата на специјалното јавно обвинителство и веруваат во таа институција, имаат доверба во таа институција, што зборува многу. И вториот, кој што ми се чини дека беше 74% од граѓаните, сметаат дека на изборните листи не треба да се појави ниту еден од лицата кои што се осомничени или пак обвинети во случаите кои што ги води специјалното јавно обвинителство.
Тоа е голема бројка и тоа е многу сериозен показател за тоа како луѓето би се однесувале кога ќе се соочат со изборните листи. Сега во овој момент се наоѓаме во фаза во која што да, гледаме некаква кампања, едните се обидуваат да се промовираат како алтернатива, другите се обидуваат да ни ги замачкаат очите, односно не се обидуваат да се промовираат како алтернатива, ги промовираат веќе своите размислувања за иднината, другите се обидуваат да ни стават некакви розови очила или пак да ни ја избришат меморијата за она што го знаеме, што сме го посведочиле во изминатиот период. Кога ќе се соочиме со изборните листи, ќе имаме поинаков начин на размислување или пак ќе имаме доволно период за да размислуваме за тоа дали објективно ни нудат некаква различна програма или некаков различен тим кој што има шанси да донесе некаква промена. На држава е потребна промена. И ако нешто е добро од целиот процес и ако зборуваме дека во еден момент треба да излеземе од политичката криза, излезот ќе биде само во промена. Граѓанскиот активизам беше многу силен, посебно минатата година, но исто така и сега. Но со ближењето на некакви датуми за изборите, дали беше оној претходниот априлскиот, па потоа јунски, па сега декемвриски, граѓанското движење полека спласнува и се формираат некои си од граѓанското движење собствени листи на пратеници, желби да се најдат на пратеничките листи и така натаму. Како ја оценувате оваа приказна, особено во граѓанскиот сектор, бидејќи од таму потекнувате? Колку тие треба да бидат, да ги пројавуваат своите амбиции или да бидат од некого споменувани како можни кандидати? Ќе ве вратам на последната мисла која што ја кажав. Изазот од политичката криза за Македонија ќе биде промена. Промена во составот на луѓето кои што ќе ги понесат промените. Промена во составот на луѓето кои што ќе размислуваат за промените. Промена во начинот на размислување и во начинот на действување воопшто во државава. Еве зошто. Лично имам проблем за себе да размислувам за таквата позиција. Моите принципи на функционирање велат нешто сосема друго и јас досега не сум се фатил дека размислувам за себе, за иднината во оваа насака, меѓутоа не гледам зошто не би требало тоа да го направи било кој друг. Да се разбереме, не гледам зошто не би требало да го направи било кој. Меѓутоа, јас лично за овој момент сметам дека тоа не треба да го направам лично за себе. Но ќе прифатам да има различни листи или ќе прифатам да има и луѓе кои што не биле дел од политичка партија, се познати како граѓански активисти на избирачките листи. Тоа за мене ќе биде показател дека во државава се создава свест за потребата од промени, прво, и се создава коалиција која што се обидува да направи некаква промена, посериозна промена. Затоа што на крајот на криштата не станува збор само за размислување или за политичка идеологија, туку станува збори за вистинско действување. Тие луѓе кои што ќе се појават на листата, кои да се, сигурен сум дека зад себе ќе носат голем број на години сериозна акција, ќе носат определба, ќе носат свест за како тоа се случуваат работите и што значи промена во светот во кој што Македонија тежнее да припаѓа. Колку македонскиот граѓанин и македонскиот менталитет е подготвен да ги прифати овие новини, бидејќи 25-26 години до сега на листите за пратеници се наоѓаат заслужните лепачи на плакати, заслужните тркачи, агитатори и така натаму, некој кој што оставил зад себе бекграунд добар во политичката партија и при тоа квалитетите остануваат многу назад, бидејќи дефинитивно и начинот на кој што се бира во Македонија се фаворизираат политичките партии, а не личностите или луѓето кои што сакаат да направат некакви промени. Значи ќе мора да почекаме да ги видиме листите, меѓутоа ако се вратам назад на она истражувањето на Меѓународниот републикански институт,
реков 74% од граѓаните сметаат дека ниту еден од оние кои што се инволвирани во истрагите или во обвиненијата на специјалното јавно обвинителство не треба да се појави на листата. Тоа е сериозна бројка на граѓани кои што очекуваат дека нема никој од овие граѓани да се појави на листите. И сигурен сум дека кога ќе дојдат и ќе се соочат со листата, ќе одлучат дека таквата листа ќе ја прешкртаат, односно ќе гласаат за спротивната листа или за некоја од другите листи кои што ќе бидат понудени. Ова веројатно го погодува впрочем и СДСМ и ВМРО ДПМН, меѓутоа многу повеќе го погодува ВМРО ДПМН. Таа СДСМ единствениот кој што се наоѓа во случај кој што го работи или го води специјалното јавно обвинителство е Зоран Заев во случајот пуч. Меѓутоа, ако земете за ВМРО ДПМН, таму во обвинение или во истрага, прво во обвинение е нивниот председател. Во обвинение и во истрага е поранешната министерка за внатрешни работи. Таа, да се потсетиме, ова беше ударната тупаница на партијата во изминатите изборни циклуси. Од ударните тупаници на партијата, кои што се исто така во обвинение или во истрага, е поранешниот министер за транспорт и врски. Останува уште само еден од луѓето кои што не се вмешани не се дел од оваа група, ниту во истрага, ниту во обвинение, од ударните тупаници на изборите. Министерот Никола Тодоров, меѓутоа таму состојбата е малку поинаква. Според истражувањата на јавното мислење, Никола Тодоров е веројатно најмалку популарниот министер на ВМРО ДПМН. И сега, кој ќе се појави на листите, а нема да влијае, нема да придонесе за штета на партијата. Гордана Јанкуловска, Милејана Киевски или Никола Тодоров, на крајот на криштата, или Никола Груевски. 74% од граѓаните велат дека ниту еден од обвинетите или осомничените не треба да се појави на избори. А проблемот кај Никола Груевски е дека ако тој се појави на листата, ќе ги налути оние 74% од граѓаните, што е сериозна бројка. А ако не се појави на листата, тогаш ќе покаже дека партијата е во сериозна криза. Ќе покаже дека лидерската позиција е во сериозна криза, тоа ќе придонесе и оние кои што го поддржуваат или размислуваат за него да размислуваат на поинаков начин. Така што мене коалицијата на граѓани и активисти воопшто не ми е проблематична, се додека тие се луѓе кои што ќе донесат свеж дух. Како ја оценувате новите политички ветрови, како ги оценувате кај нас, бидејќи покрај двете политички партии, СДСМ и ВМРО ДПМН, се појавува движењето Левица, кој прерасна во партија и која најверојатно по низа најави би одела самостојно на избори. Од друга страна, ги имаме една групација на луѓе во која што се Форумот на слободоумни патриоти, групацијата на Трифун Костовски, заедно со нив најверојатно ќе се прилепи и Павле Трајанов, тој ќе биде носител, и десницата или десниот блок составен од, веќе се споменува, Љубе Бошковски, Стојан Шангелов и останатите групации излезени од ВМРО ДПМН. Како ги оценувате овие нови приказни во македонскиот корпус и во албанскиот, каде што се појави Беса, но сега е некако затишено? И унитети. И унитети. Мислам дека во албанскиот блок ќе биде поедноставно да се зборува. Да, точно е дека не сум гатачка или гатач, за да можам да предвидувам изборни резултати. Меѓутоа, мислам дека според она што го покажуваат истражувањата на јавното мислење и според расположението на граѓаните, впрочем, врз основа на сите грешки кои што ги направија досега албанските партии, во следното законодавство, односно во следниот законодавен дом, веројатно ќе има повеќе политички партии на албанците и веројатно стае голема дека дури и во составот на владата ќе треба да има повеќе политички партии на албанците.
што на крајот на криштата ќе придонесе за малку поголема различност, за малку повеќе различни размислувања. Мене различностите во случајов не ми пречат, се разбира се додека надминувањето на различностите или усогласувањето на програмата го направат на зелена маса и луѓето бидат дел од приказната. Односно граѓаните бидат дел од приказната на нивното усогласување. А што се однесува до македонските политички партии, интересно е и убаво е, патем речено, заради тоа што имате еден голем број на луѓе кои што се разочарани од начинот на кој што функционира или ја управува држава ВМРО ДПМН, кои што никогаш нема да гласаат за Левица и Социјалдемократски сојуз, односно нема да се оттргнат од својата десничарска идеологија. Добро е заради тоа што ќе имате десничарски блок кој што ќе може да ги прифати овие луѓе. На крајот на криштата не сум уверен дека може да ни се случи исходот од 2011 кога опозицијата ќе има повеќе гласови од целата опозиција ќе има повеќе гласови од владеачката ВМРО ДПМН, ама нема да има подобар резултат. Добро е затоа што имате различни шанси за различни партиски програми, за различни представувања, меѓутоа ова е сепак некакво окрупнување за разлика од се она што досега било. Што се однесува до Левица, лично би сакал да покажат дека се политичка партија пред се, и да бидат јасни во своите ставови и намери. Меѓутоа не би сакал да ги слушнам изјавите од типот сите се исти. Не се сите исти, затоа што имавме шанса да видиме 25 години политички плурализам и независност и да видиме различни типови на функционирање и управување со државата, на владење. И тоа ни покажа дека не се сите исти. Оние кои што велат дека сите се исти, се само некои други кои што сакаат да се најдат во позицијата на овие претходните. И тоа го прават на начин на кој што се обидуваат да ги дискредитираат или да го омаловажат придонесот и на едните и на другите. Не се сите исти. Има разлики. Подобро е да зборуваме за програми и за програмски пределби, одошто да велиме сите се исти. Се чини некако граѓанскиот концепт за Република Македонија се турка последнава година дена за една рекомпонирање на внатрешниот сегмент во политичка смисла на зборот, не рекомпонирање на државата како таква. Колку македонскиот граѓанин е подготвен да прифати еден ваков концепт, бидејќи можеме да видиме дека од една страна ВМРО ДПМН оди со стандардна традиционална риторика, од друга страна Зоран Заев, колку и невешто да го направи тоа, се обидува да промовира некаков си граѓански концепт со мултиетнички листи, со мултиетничност и така натаму. Колку државата е сега подготвена за тоа и дали тоа може како бумеранг да се врати на Социјалдемократскиот сојуз како главна опозицијска партија која се обидува да се тргне надвор од стереотипите на досегашното владење, односно еднонационални партии кај македонците и албанците, а сите останати негдека да се шлепаат. Прво, ВМРО ДПМН, ќе се обидува повторно да зборува со традиционална риторика, да ја представува својата програма, меѓутоа да преидеме од зборовите кон делата, ќе видиме дека нивните дела зборуваат нешто сосема поинаку и многу ми е драго што последниве денови по социјалните мрежи покрај тоа што они се обидуваат да спинуваат работата за двојазичност и другите, сите останати работи кои што демек не одговараат на граѓаните или на државава, се подсетуваме на сите нивни дела. На двојазични училишта, на именување и реименување на училишта, на колку пати тоа представници на владата се појавиле на настани кои што не одат во согласност со оваа политика.
знаете како, или се застапувате за нешто или не се застапувате за тоа. Не можете да правите работи кои што се за употреба за граѓаните, а при тоа за употреба на тендерите да правите нешто сосема поразлично. Што се однесува до граѓанскиот концепт, лично повеќе сум приврзаник на таквиот концепт, не заради политичката партија, бидејќи ова се обиди скромни по мое размислување. Подобро е ако граѓаните во држава прифатат дека оваа држава е мултиетничка. Во истата држава покрај повеќе етнички заедници функционираат и повеќе религии, се зборува на повеќе јазици. Богатството на држава е практично во различностите кои што ги содржи. И ако ги опфатиме сите заедно, подобро е да најдам некој кој што ќе може да ги представува сите, одошто и при тоа не сакам да го отцрнам концептот каде што ќе има посебни представници за секој од овие групи, меѓутоа многу е убаво кога некој ќе ги представува или барем ќе ги разбира сите. И конечно на држава ќе и се тргне еден товар голем од овие 25 години ако ние почнеме да размислуваме за ваква граѓанска определба. 25 години Македонија се чини внатре поделена. Нели беше прво мали права за малцинствата во Македонија, па се дојде до рамковниот договор. Па потоа се вклучија рамковни вработувања и се чини квалитетот заврши негдека под тепих. Сега се обидуваат некои приказни да произлезат последниот период од ова што можеме, барем ја што можам да го забележам, дека се обидува да се изгради некој концепт на кој што квалитетот ќе излезе на прво место пред националната, религиската, верската припадност и така натаму. Останали македонци во Македонија кои што ќе можат да ја проголтаат оваа нова приказна која што им се нуди како еден нов концепт, кој што го заговараат поголем број на движења, организации и така натаму, а нешто успева да земе малку под малку СДСМ, иако го прави тоа, барем според мене не вешто сега за сега. Знаете како, за вештината ќе оставам да преценат граѓаните или да одлучат граѓаните кои ќе дојде за вештината. Ако на граѓаните не им значи, односно ако на оние чии што деца заминаа од држава без намера да се вратат, не им значи ништо таквото разбирање помеѓу сите и функционирање сите за сите. Ако на оние чии што деца отидоа на студии и затоа што овде не успеа да се пронајдат себе си, ако на оние чии што деца отидоа на работа во странство, побегнаа затоа што овде не можеа да најдат, Македонија според извештаите на Светска банка во изминативе неколку години има загубено 400.000 жители. 400.000 луѓе од Македонија се имаат одселено неповратно. Ако овие 400.000 луѓе, барем дел од нивните овде блиски, не им недостигаат луѓево, тогаш нема потреба да продолжиме да дискутираме. Меѓутоа, Македонија не може да биде празен простор во Европа. Во оваа држава мора да продолжи да функционира, мора да продолжи да се развива. Развивањето ќе го направиме само ако се потрудиме да им направиме да биде убаво место за живење на сите. Пред 11 години имав шанса, односно пред 11 години имав шанса да заминам од држава и се вратив заради тоа што годината пред да заминем имав поубав живот. Ако сега се најдам во истата состојба, веројатно би размислувал поинаку. Мислам дека трагиката на држава е што им прави на луѓето, им дава причини за да размислуваат на тој начин. Мора да почнеме да го пресечеме тоа и да почнеме од некаде да градиме некоја нова држава. Ова е моментот во кој што ние треба да градиме нова држава, во која што ќе се разбираме, ќе се прифаќаме и ќе живееме сложно заедно. Она што беше интересно беше следново. Бев на надпреварот Македонија и Италија. Имаше голем број албанци кои што скандираа Македонија на западната трибина. Бевме сведоци на пласманот на Европското првенство на младата фудбалска репрезентација на Македонија.
каде што албанци, босанци, сите останати ја пеа популарната песна, нели, која што беше за цела Македонија, односно песната на покојниот Гоце Николовски. Излези момче право на тераса, сите заедно вика, се поставува прашањето дали сега од оваа гледна точка е дојдено времето за едноставно Македонија да им помогне на сите да се чувствуваат македонци како граѓани и припадници на оваа држава, а не да ја чувствуваат како туѓи. Времето е одамна поминато. Не требаше да чекаме толку време за некој да се почувствува дека е дел од држава. Правата се стекнуваат со раѓање, а не со борба или не со развој на умот. Може би некогаш е потребно развој на умот кај некој за да може да се смени состојбата, ама времето е одамна дојдено, односно пројдено за оние кои што сакаат да бидат власт во оваа држава или се борат за да бидат дел од власта, да се обврзат при тоа, да бидат отворени за критики, да бидат транспарентни, да бидат доблесни и на крајот на криштата да работат за интересот на државата, а не за сопствениот интерес. Како што стојат работите сега, отприлика за 2 недели би требало собранието да се распушти. Тоа е максималниот рок кој што е даден за да може да се, или помалку од 2 недели, за да можат на 11 декември да се одржат веќе најавените предвремени парламентарни избори, договор кој што го постигнаа 4 политички партии. Што треба да очекуваме од нив во нивните платформи и програми, бидејќи се чини дека програмите и програмските концепти се уште се недостапни, иако според многумина веќе требаше да бидат појавени пред граѓаните и тие да знаат точно што и како се нуди. Што треба да очекуваме во нив и како треба да ја очекуваме да се одвива оваа политичка кампања, бидејќи се чини дека сега политичките партии се сите вклучени внатре во собранието на Република Македонија и немаат некоја поголема желба да има избори на 11 декември. Ако го следиме професорот Шкарич, собранието требаше да се распушти вчера, затоа што инаку ќе биде прекршен уставот. И го почитувам професорот, меѓутоа собранието го прекрши уставот безброј пати. Ова нема да му биде прв пат, се надевам дека ќе биде последен пат. Тоа е веројатно првата работа на која што треба да се обврзат политичките партии. Собранието мора да се распушти сега, што поскоро, за да може да се почнат подготовките за изборите. И ако зборуваме за програмите, тогаш веројатно треба да зборуваме за потребата за вистинско или правилно применување на законите. Оваа влада во овие 10 години направи тотален хаос и го уништи правниот систем. Македонија се градел ваков правен систем од крајот на Втората светска војна наваму, односно практично целото време на постоење на македонската држава, оваа која што ние денеска ја познаваме. Денеска тоа не важи, затоа што ако не сте дел од фамилијата, за вас важат други закони. Во законот за јавно обвинителство, односно за Советот на јавни обвинители, стои дека председателот има можност да има 2 мандати и не повеќе од 2 мандати. Ние го имаме се уште истиот председател на Советот на јавни обвинители, иако неговите 2 мандати веќе истекоа. Образложението е дека неговиот втор мандат истекол и дека ова е нов мандат. Нема такво образложение. Значи, ВМРО ДПМН треба да се отвори и во својата програма може да вети што сака. Многу малку луѓе верувам дека ќе им веруваат, заради тоа што го искусија она што го искусија во изминативе години. Меѓутоа, примената на законот мора да биде неприкосновена, еднаквоста на граѓаните пред законот мора да биде неприкосновена. Неказнивоста не смее да помине повеќе. Ние имаме случувања во кои што луѓе се казнети заради критика
па на крајот на криштата неговите се откажаа од кандидатот. Републиканците се откажаа од својот кандидат и го критикуваа за изјава дадена во последната дебата. Дека ако биде председател, тој ќе ја затвори неговата против кандидатка. Такви работи не смее да се случуваат. И тоа го покажува, свеста ја покажува на едно зрело демократско општество. Тоа во Македонија повеќе не смее да помине. Мора да зборуваме за тоа како младите ќе ги задржиме назад, ќе ги вратиме назад или ќе ги задржиме во државава. Мора да зборуваме за тоа како ќе им направиме на младите да се чувствуваат поубаво. Па побогу во светот има поубави и полуксузни затвори од нашите студентски домови. Ние вложивме во се, само не вложивме во иднината на држава. И тоа вложивме во се заради тоа што тоа се значеше дека дел од парите ќе завршат во нечии џебови. Значи, во овој момент очекувам дека која и да е партија нема да даде само формална или вербална заложба дека ќе го поддржи работењето на специјалното јавно обвинителство, туку дека ќе стори се за специјалното јавно обвинителство да продолжи да функционира. И не смее никој да ми каже дека е неуставно или дека работи по политички побуди, по политички мотивации. На крајот на криштата специјалното јавно обвинителство е овде заради тоа што јавното обвинителство не функционира. Ќе имаме избори на 11 декември или нема да имаме избори на 11 декември? Ова беше вториот дел од прашање. Ќе имаме избори на 11 декември, затоа што партиите се обврзаа на тоа, затоа што самите направија проценка на 31 август консензуално дека исполнети се условите за да се одржат изборите на 11 декември. Затоа што на крајот на криштата јас од многу од работите, да, има работи кои што се разлекоа, меѓутоа се случија. Конечно, на крајот на криштата Груевски потпиша дека ќе даде оставка и ја даде оставката. Ќе има избори на 11 декември. Ништо што би се случило не смее да ги одложи изборите на 11 декември. Можат партиите на власт да заговараат и закон за амнестија на обвинетите и осомничените од случаите на специјалното јавно обвинителство, меѓутоа мислам дека тоа ќе биде конечен мотив за сите граѓани да излезат и да гласаат на овие избори. На крајот на криштата ова се изборите, ако ви значи иднината, ако ви значи иднината на вашите деца, ова се изборите во кои што треба да излеземе и да гласаме, затоа што никој не е поеднаков од нас. Сите сме еднакви и сите сме подеднакво еднакви пред законот. Јоханес Хан доаѓа утре во Македонија. Што треба да очекуваме од неговата посета? Јас мислам дека ќе ги заврши дискусиите околу изборите на 11 декември и околу условите и исполнетоста на условите. Мислам дека некаде пред да почнеме прочитав дека веќе има дадена таква изјава или барем циркулира таква изјава дека условите предвидени во Пржино 2 вчера, па денеска е повтори истата пред неговото се исполнети. Она што исто така очекувам дека ќе се дискутира е дека ќе се дискутира поддршката на работата на специјалното јавно обвинителство. Дали таа ќе дојде сега пред распуштањето на собранието, зашто мислам дека има доволно време, ако веќе не е предвидено распуштање сега во моментов. Исто така, ако не дојде сега, ќе дојде веројатно дополнително по завршувањето на изборите. Она што дополнително очекувам во рамките на поддршката не се однесува само на оние два закони, односно измени на закони, продолжувањето на рокот за работа на специјалното јавно обвинителство и заштитените сведоци, односно пренесувањето на надлежноста кај специјалното јавно обвинителство за заштитените сведоци. Очекувам дека ќе се зборува за моделот на работа на судството во државава. Ако ги погледнеме статистиките, ќе ни покажат дека огромен број од случаите во кои што во минатото јавното обвинителство побарало мерка на обезбедување присуство, притвор, одземање на пасош и така натаму, биле прифатени. За разлика од тоа,
ваквите побарани мерки од страна на специјалното јавно обвинителство се одбиваат. Сега, во последно време, со цел да излезе пред меѓународната заедница дека судот се грижи за обвинетите, во што јас се сомневам, се грижи за некои од обвинетите кои што не сакаат да завршат ниту во притвор, ниту пак да имаат некаква мерка за обезбедување, се обидува да направи поинаков начин на пристап, па ги одбива и оние на јавното обвинителство. Да се разбереме, тоа е замачкување на очи и за тоа се свесни и Хан и сите останати во Европската Унија. Впрочем, они тоа постојано го пишуваа во своите извештаи за напредокот, дека дека мерката притвор се користи премногу. Ќе зборуваат и за тоа и сигурен сум дека ќе зборуваат и за воспоставувањето на специјален судски оддел во рамките на Основниот кривичен суд во Скопје, кој што ќе ги расправа овие предмети, како ќе се избираат судиите и така натаму. Тоа е нешто без кое што специјалното јавно обвинителство нема да може да ја врши својата функција. Тоа се 3 нови закони. Во моментов води расправата за буџетот на Република Македонија. Согласно има рок до кога тој треба да биде завршен. До 31 декември е рокот во кој што треба да биде завршен. Согласно роковите кои што ги договорија политичките партии после 2012 година, има точно рок од моментот на пленарна седница до моментот на изгласување колку треба да помине. Тоа е една работа. Втора работа. Имаме закон кој што стои, односно виси во воздух околу сегментот на нерамноправна распределеност на гласачите во 6 изборни единици. 6-та изборна единица е проблем. Не успеа пратеничките групи, координаторите на пратеничките групи да се договорат, да ги стават измените. И имаме 3 нови законски измени. Едната е за продолжување на рокот за специјалното јавно обвинителство, втората за заштитените сведоци и третата евентуалното формирање на специјален суд. Се до тоа треба да помине во комисиите, па претпоставувам многу повеќе од 15 до 20 дена ќе треба сето ова да се заврши, а тоа ќе значи дека ќе биде пробиен секој рок за одржување на изборите на 11 декември. Да се разбереме, ова е собранието или овие години од 2008 година наваму, ова е собранието кое што најголем број на закони донесе во итна постапка. Без било каква дебата, без почитување на деловник, на закон и така натаму, без почитување на устав. Ова е собранието кое што на 24 декември 2012 година е изфрли опозицијата за да може самостојно да си го донесе буџетот. И да не зборуваме за тоа колку треба да траат роковите и како треба да се дискутира. Ова се работи кои што треба да ги завршиме, ова се обврски кои што произлегуваат од политички договори на кои што се обврзале политичките лидери. Ако се храбри, ако немаат што да загубат, нека повелат, нека ги изгласаат законите и нека го распуштат собранието, да имаме избори на 11 декември. И ова не заради тоа дека изборите ќе бидат драстичната промена, меѓутоа изборите ќе бидат вратата кон промените. Сметате ли дека ќе смогнат сили и храброст политичките партии да го направат се тоа? И не сметате ли дека се провидни приказните за целата оваа работа која се случува со свесното пробивање на роковите? СДСМ вчера побара итно на распуштање на собранието точка на дневен ред. Председателот на собранието за понеделник ја стави точката на дневен ред распуштање на собранието веднаш по точката за носење на буџетот на Република Македонија, а при тоа во дневниот ред нигде ги нема останатите точки за кои што еве сега овдека ги споменавме. Видете сега. Ово го кажував пред некое време. Мислам дека цела вечерашна дискусија не води кон таков заклучок. Ако единствениот кој што има нешто да загуби од овие избори, или единствениот кој што има нешто да загуби од работењето на специјалното јавно обвинителство, ако не повеќе се обвинетите. Во случајов мислам дека товарот е на ВМРО ДПМН. До сега безброј пати кажувале дека се подготвени за избори. Ајде да преидеме од зборови кон дела. Нека покажат дека оваа држава им значи
и нека ги завршат работите кои што ги чекаат. Досега безпоговорно изгласале безброј закони, функционирале по налог. Мислам дека апсурд е сега да продаваат демократија. Се надевам дека на 11 декември ќе има избори, бидејќи искрено кажано веќе целата оваа проблематика која година ден и повеќе намачи дефинитивно се одразува на целокупното општествено живење во Македонија. Се појавува веќе нервозата кај голем дел од граѓаните, може да се види од таа целокупна неизвестност и се надевам дека ќе излезат вашите предвидувања точно дека ќе имаме на 11 декември избори, иако според многумина инсайдерски информации се готват заеднички локални со предвремени парламентарни избори или евентуално вакво функционирање на влада до следните редовни парламентарни избори. Се сомневам во овие очекувања, меѓутоа да се разбереме, во една нормална држава тоа не би се случило, ама Македонија одамна потврдила дека не е нормална држава. Дури ова држава е overstatement. Се надевам дека во скоро време ќе имаме можности да зборуваме за едно нормално општество, за една нормална демократија, каде што ќе се зборува за проекти и за развој на државата, а не ќе се зборува за принципи. Ние долго време зборувавме за проекти и при тоа ја сгрешивме работата, односно се концентриравме на ситниците и не ги гледавме големите работи. Ќе се зборува за принципи и ќе се зборува за политики, а проектите ќе бидат оставени на вистинско функционирање на оние кои што треба да ги извршуваат. Јас ви благодарам за вашето гостување, за одвоеното време. Ми беше чест што бевте мој гостин. Благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам на вниманието. До гледање.